Се менува Законот за безбедност на храната кој веќе е во собраниска процедура. Република Македонија ќе го забрани производството и прометот на генетски модифицирана храна се до влезот во Европската унија. Измените предвидуваат секој правилник што Агенцијата за храна и ветеринарство ќе го носи претходно да добие согласност од владата. Нутриционистите сметаат дека здравјето на луѓето треба да биде на прво место, а токму ГМО храната е онаа која може да доведе до сериозни проблеми и нарушувања. Се покажува дека луѓе што се хранат со генетски модифицирана храна се склони на многу алергии, на многу инфективни заболувања, а тоа значи дека имунитетот им е многу паднат. Но сепак има докази уште од пред 20 години на Универзитетот Корнвел во Америка, испитување на тоа како влие ова генетски модифицирана храна на другите живи организми. Надлежните институции треба да внесат одредби во сите закони што ја третираат генетски модифицираната храна. Во предлог законот стои дека се забранува производство, ставање во промет и увоз во земјава на храна и производи што содржат ГМО. Агенцијата пак спроведува официјална контрола за утврдување на спроведувањето на забраната, а директорот на агенцијата е оној кој го пропишува начинот на вршењето на официјалната контрола. Куклената представа Принцесата и гускарот по мотиви на приказната на Вилхелм Хауф премиерно ќе биде изведена во понеделник во театарот Джинот, во режија на Дарко Ковачевски. За прв пат во Велешкиот театар за една представа за деца ќе бидат употребени кукли марионети. Да се работи со кукла исто на куклена представа, исто кога се работи на представа, да кажеме, за возрастни или со живи глумци, ако така условно можеме да ги поделиме нештата. Луѓето имаја многу љубов, многу трпение и железна волја. И мислам дека стигнаа до едно ниво за кое што треба да бидат горди како тие, така и јас, а и целиот Велешки театар на чело со директорот кој што даде можност да се направи една куклена, чисто куклена представа во овој театар. Актерската екипа во состав Кети Борисовска, Марија Стефановска, Славица Манаскова, Самуел Стојановски и Жарко Спасовски исто така за прв пат се соочуваат со работа на куклена представа. Велат дека процесот е доста интересен, а очекуваат и долг живот на представата на репертоарот на театарот. Интересно е многу, одговорноста е можеби поголема затоа што треба да се даде живот на предмет, реално, да треба да се живее секојдневно со куклата. Ден по ден ги учевме сите нови чекори и дававме живот, разговаравме со неа и разгледувавме. Интересно искуство во секој случај и мислам дека многу интересна представа добивме и не само за децата, дека ќе биде интересно да ја видат и возрастните. Очекувањето се дека ќе ги израдуваме децата. Значи, најмладата публика е најчесто и најсуровата публика. Ако успееме ние да го задржиме нејзиното вниманието на децата, тогаш мислам дека сме направиле добра работа. И обично тие представи кои од старт успева да го задржат вниманието на детето, обично секогаш се долго време играни, гледани, посетувани. Почетокот на премиерната изведба на Принцесата и гускарот во понеделник е закажана за во 10 часот предполне. По премиерата се очекува представата да добие место во редовниот репертоар на Велешкиот театар. По 14-ти пат, локалната библиотека Гоце Делчев го организираше општинскиот надпревар млади библиотекари. На надпреварот учество земаа 30 ученици од сите основни училишта од градот, но и од Чашка и Градско. Победникот од општинскиот надпревар ќе замине на државниот, кој годинава ќе се одржи идната недела на 25 октомври во Неготино. Постои прирачник кој што беше прикачен на сајтот на Сдруженијето на библиотекари Македонија. Согласно тој прирачник, таму ги има сите работи и насоки кои што треба учениците да ги знаат за овој надпревар, така што верувам дека се согласно тој прирачник тие се солидно подготвени за оваа работа. За тестовите кои денеска ги потполнуваа учениците, имаа време од 1 час за одговор на 20 прашања. Организаторите се надеваат дека помеѓу нив ќе има идни вработени во локалната библиотека.
Една од целите на овој надпревар е да се поттикне да се зголеми љубовта на младите кон библиотекарството. И јас само се надевам дека еден од овие млади ученици, барем еден да има, јас ќе бидам среќен, ќе биде еден библиотекар или еден човек кој што ќе се развие во возрастен, кој што ќе има љубов кон книгата, кон библиотекарството, кон чувањето на книгите. Едноставно ќе му се развие поголема љубов кон книгата. Сите учесници на општинскиот надпревар млади библиотекари се членови или на локалната библиотека или пак се дел од библиотеките во сопствените училишта. На денешниот надпревар беа придружувани од наставници кои им беа ментори, а ги имаше 12 на број. Агенцијата за вработување во Велес ќе добие нов раководител. Околу 20 директори и раководители на јавни предпријатија и на подречни одделенија низ државата ќе бидат сменети со новиот бран од кадровски промени што го најави ВМРО ДПМН. Во Велес кадровска промена ќе има само во Центарот за вработување, каде досегашната раководителка Пепица Амбаркова ќе биде заменета со нов раководител на секторот. Амбаркова функцијата раководител на подрачното одделение на Агенцијата за вработување ја извршуваше нешто повеќе од една година. Целта на промената е продолжување на успехот со несмален интензитет и надминување на грешките на раководителите и директорите за постигнување уште подобри резултати. Инаку одлуката за промени во одделни институции била донесена врз основа на согледувањата што биле правени во изминатиот период за успешноста во работата на избраните функционери. Превентивни прегледи за здраво срце во рамки на кампањата Слушај го ритмот на срцето на клиничката болница Аџибадем Систина. Мобилната амбуланта денеска 8 часа ги прегледува велешани во центарот на градот. Одзивот на граѓаните е огромен. Целта на кампањата е проценка на здравствената состојба со одредување на степенот на кардиоваскуларниот ризик кај општата популација преку превентивни прегледи. Вклучувањето на што поголем број на здравствени институции, вклучувањето на општествените фактори кои што одлучуваат како тоа треба да се спроведува, е една од гаранциите за постигнување на целта која што и ние промовираме, а тоа е благовремено откривање на компликациите од атеросклерозата, утврдување на одредени состојби кои што би биле решливи пред да настанат трајни последици и враќање практично населението да биде повторно во онаа група на луѓе кои што имаат квалитетен живот, кога се продуктивни за семејството и за општеството. Потребата од редовни прегледи и контрола, посебно кај онаа категорија граѓани кои имаат срцеви заболувања во семејството е повеќе од неопходна. Доктор Христовски вели дека во земјава ситуацијата е загрижувачка, кај повеќе од 50% од луѓето кои дошле на прегледите постои ризик за срцеви заболувања. За жал, процентот на луѓето кои што ќе дојдат кај нас на консултација во оваа мобилна амбуланта некаде преку 50% на луѓе со сериозни здравствени проблеми. Колку е тоа реално, тука ќе мора да направиме една посериозна и посеопфатна анализа на која популациона структура е која што приоѓа на нашата мобилна амбуланта. Меѓутоа, како што кажав на почетокот, трендот и статистичките податоци на покачување е нешто што треба да го загрижува целото општество. Значи, навистина висок процент на луѓе кои што имаат сериозни здравствени проблеми, кои што бараат сериозно доиследување, и свеста на луѓето, јас би рекол, се уште не е на задоволително ниво, тоест се појавуваат на докторот кога ќе се појават веќе компликациите од болеста. Кампањата која завршува на 20 октомври е поддржана од Министерството за здравство и во неа е вклучен целиот тим од кардиоваскуларниот центар на Аџибадем Систина. Карванот со лекарски тим посети вкупно 13 градови низ Македонија, а досега се прегледале повеќе од 10.000 граѓани. Туроператори од Украина го посетија Велес како дел од обиколката на Македонија. Станува збор за оператори кои сакаат нивните украински туристи да ги испраќаат во обиколка на Македонија, запознавајќи се со нашата култура и традиција. Од хотелската комора на Украина велат дека се надеваат дека ќе остварат добра соработка со голем број на хотели кои ќе задоволуваат потребите на украинските туристи. Хочу сказать, что мы открыли. Сум дојден со група на туроператори на Украина, исто како со представници на туристички медиуми на Украина. Веќе сме пети ден во вашата прекрасна држава, ги гледаме капацитетите на хотелите, на хотелската база, за да носиме туристи, за да праќаме туристи во вашата земја. Многу сме воодушевени, многу убави места сме виделе, некои заклучоци за себе сме направиле. Собствениците на македонските хотели велат дека туроператорите и нивната заложба за испраќање на туристи во Македонија ќе биде од големо значење за македонскиот туризам.
Чим доаѓаат туристи во нашиот град, значи ќе стасува култура, ќе стасува трговија, значи народот ќе биде поплеменит, побогат, а нашиот град како град во секој случај има што да понуди и време е више и конечно повторно нашиот убав град Велес да се врати, да си го врати своето право лице и своето место онаму каде што му припаѓа. Ние сме град кој се наоѓаме во срцето на Македонија, кој го дели на два дела преубавата наша река Вардар, значи имаме што да понудиме тука и нашето велешко преубаво езеро Младост. Годишно од Украинската хотелска комора велат дека Украина испраќа околу 10 милиони туристи ширум светот. Украинските туроператори изјавија дека се презадоволни од гостопримството. Велат дека луѓето во Македонија се топли и многу љубезни. Воедно напоменаа дека се заинтересирани нивните туристи да ги испраќаат во Македонија, бидејќи навистина има многу интересни работи кои вреди да се видат.